Да, се враќаме во студиото. Наш гостин е Живко Митревски, председател на Сојузот на синдикатите, како што вели господинот Митревски, како што велат други разрешен председател. Господине Митревски, имаше уште еден населен инцидент пред некој ден, или според некој населен, според вас, како што кажавте вие, не, каде што председателот на Агросиндикатот тврди дека бил нападнат во ресторан во центарот на Скопје, и тоа после непосредно некое време откако и вие сте биле во истиот објект. Значи, јас можам да зборувам во делот на тоа кога сум бил присутен. Во никој случај немало никаков инцидент. И во обидот оваа група која навистина му направи многу штета на синдикалното движење во Република Македонија, да ја избегне одговорноста и пред јавноста за сите оние активности кои ги направи, во обид да ги избегни сите оние соочувања со вистината и со правдата со кои ќе се соочат со оглед на тоа што се поведени тие кривични постапки, и во обидот и во таа паника како и понатаму можат да инсценираат одредени действија со цел да извршат дезинформирање на јавноста, прибегнуваат веќе кон средства кои воопшто не доликнуваат на одредени синдикалисти или пак на синдикални лидери. Тврдите дека немало напад, дека не бил нападнат? Јас не сум бил присутен кога мислел дека имал некој напад, немало напад во никој случај. И самиот факт од она што го барем Добро, и они велат дека вие не сте биле присутен во времето на напад. Значи во она што го гледав и на телевизија, очигледно дека многу брзо реагираше вашата екипа и ги снимаше кога наводно излегувале од болница. Тие лица очигледно не ја видоа камерата каде што излегоа на смејани од болница, па кога видоа дека ги снима камерата, па направија некоја друга гримаса дека нешто се загрижува. Добро, вие според кои информации тврдите дека немало напад? Сега тоа не ми е јасно баш. Значи, или претпоставувате се? Значи, прво и од она што јас го имам разговарано со сите кои беа присутни на настанот, очигледно дека немало никаков физички напад. Очигледно дека и ако проверите добро во документацијата медицинска и во делот на изгледот и однесувањето на тие луѓе, очигледно дека немало ништо од таа работа. Но затоа постојат службите ќе се извршат работата и ќе биде докажано дека навистина тие велат дека според оно што ми го пренесува, дека имаат полициска белешка за целиот случај, дека имаат сведоци од ресторанот, дека имаат снимки од надзорни камери за истиот случај и дека во нападот биле вклучени лица кои биле видени во близина на вас. Тие претпоставуваат дека биле дел и од ваше обезбедување. Значи, имало ли некој што е во ваша близина? Значи, Митревски нема лично обезбедување, ниту сака да има лично обезбедување. Не знам за кое обезбедување мислеле тие господа, и како што кажав, значи, ако имат такви дописи, ќе си докажуваат дека било тоа вистина. Од моја страна, јас јасно кажувам дека таква работа немало. Добро, значи, вие велите, кога бил, како што велат тие, упадот во синдикатот, немало упад, сега велите немало напад, исто така тоа го претпоставувате од нивните изјави. За ова веќе зборувавме во јавноста за овие некои префрлени пари, трансфери, вие дадовте став, но еве можете ли повторно да ни објасните? Имате префрлено 121.000 денари во еден ден од синдикатот на ресторанот Рагуза. Можете ли да ни кажете за што се префрлени овие пари? Значи се работи за 2000 евра. Ако ги видите тие документи, значи не станува збор за еден ден, туку станува збор за одредени средства кои се трошеле 6 дена. Сојузот на синдикатите на Македонија беше организатор на 2 настана, а тоа беше првиот настан одредена конференција меѓународна поврзана со организирање и мобилизирање на ново членство, организирана од страна на Европскиот синдикален институт од Брисел, на кој присуствува околу 25 луѓе. Тоа е првиот настан. Вториот настан исто така присуствува над 25 луѓе. Тоа беше одржување на конференцијата на регионалниот совет за солидарност, каде што учествува председатели на сите поранешни југословенски републики, уште повеќе што и јас како председател на Сојуз на синдикати на Македонија пред една година бев и председател на сите синдикати од поранешните бивши југословенски републики. Тоа значи дека 6 дена таа група од 50 луѓе фактички престојуваше во тој ресторан и каде што за време на паузите
вршеше угостителски услуги, тие средства и за едниот настан и за другиот настан исто така се обезбедени од страна на Европската конфедерација на синдикати и од страна на Европскиот институт. Така да тоа е истата теза и истиот настан кој уште пред година дена се манифестираше меѓу средствата за информирање. Овај настан беше документиран од моја страна и беше разгледан на седница на Совет, каде што буквално и советниците се смееа за сето ова што беше прикажувано од истата оваа група, која упорно настојуваше и упорно настојува да направи настан и дискредитација на председателот на Сојуз синдикати на Македонија и на раководството на ССМ, така да исто така има пријавено и во одредени служби кои се надлежни за испитување и службите тоа го испитувај и јасно беше покажано дека станува збор за настани кои немаат врска со... Добро, а кога се работи за овие суми, исто мислам дека имате дадено став за овие 44.000 денари кои се исплатени на вас и мислам дека на вашата секретарка? Значи, председателот Митревски истовремено е и професор по трудово право, истовремено покрај што е председател на Сојуз на синдикати на Македонија, учествува во повеќе проекти. Еден од проектите со кои учествувавме траеше 2 години и кој е поврзан со изработка на одредени студии, е поврзан и со соодветно наградување за изработка на студија која беше поврзана со анализа на утврдувањето на активностите на сезонските работници и третманот на сезонските работници во колективните договори во Југоисточна Европа. Значи, како резултат на таквиот ангажман, повторно се тие средства кои се дојдени од Брисел и кои се строго наменски за активности кои траја две години заедно со тимот кој работеше во изготвувањето. А не ми кажавте за госпоѓата Лидија, тоа е навистина ваша секретарка? Значи, станува збор за советник на проекти, кој исто така работи на проекти и врз основа на кои се изработуваат тие проекти. Добро е да ги прашате тие што ви ги доставиат документи, конкретно од прилика таа група. Во моментот, например, председателот на Агросиндикат реализира проект од 50.000 евра, добиен, каде што како проект менаџер може би добива некаде месечно плюс од онаа плата која добива како председател со 1000 и нешто евра. Да го прашате председателот на синдикатот на СИЕР кој имаше повеќе проекти, каде што еден проект беше околу 100.000 евра, па другиот 120.000 евра, или пак исто така председателот на УПОС Пеце Груевски кој имаше одредени проекти со Фридрих Хеберт, односно со моментално раководителот на Фридрих Хеберт Милан Живковиќ, кој истовремено беше и поранешен секретар во УПОС. Тоа значи дека станува збор за проекти. Добро, јас ќе ги викнам сите нифи ќе ги прашам господин Митревски, но сега ве прашувам вас. Значи, што е со сметката, кажете ми, Совет на Сојуз на синдикати Центар за едукација Скопје. Исто така тоа беше проблематизирано во јавноста, зошто се исплаќа на таа сметка или од таа сметка. Зошто не имате уште едно прашање поврзано дали има председателот на ССМ животно осигурување, тоа беше еден дел од тие приказни кои ги кажуваја, значи обично беше истата таа приказна. Значи, иако треба да има председателот на ССМ како и сите други, договор за некое поголемо животно осигурување, за жал нема, тоа е осигурување од 150 денари. Не ви ни прашав тоа, но вие имате уште едно, не да ви одговорам бидејќи тие теми кажете ми за сметката, ме интересира. Зошто оваа сметка? Зошто не сметка Совет на синдикати? Зошто Центар за едукација Скопје? Значи, една од активностите кои што сака да го направи Сојузот на синдикатите на Македонија, каде што веќе длабоко навлеговме, е отворање на Центар за едукација на Сојузот на синдикатите на Македонија. Голема летаргија беше пред 2010 во Сојузот на синдикатите на Македонија и една од нашите основни активности кои сакаме да ги правиме во иднина преку овој Центар за обука и едукација да обезбедиме влез на Сојузот на синдикатите на Македонија во системот на неформално образование каде што ќе вршиме преквалификација и доквалификација на одредени кадри. Во рамките на тој центар, значи имаме голема намера да отвориме и центар во кој ќе бидат сместувани работници, каде што секој работник ќе може, наместо да плаќа определен хотел кој кошта по 100 и нешто евро во Скопје, истите тие работници да можат со систем на ваучери заради членувањето во Сојузот на синдикатите на Македонија за себе или за членови од своето семејство да обезбедуваат можности за сместување
и наместо тие синдикати и некои други кои ги посочев, да трошат одреден број на подебели средства кои се добиваат веројатно и од странство и се добиваат од странство, наместо да се трошат по одредени хотели, во рамките на тој центар да остануваат со цел истите да можат да бидат репродуцирани и ставани какви што добивате и вие. Значи, камо да добиваме поголеми средства, меѓутоа добиваме отприлика средства кои не можат да ги задоволат потребите за таков развој на Центарот на едукација. Се надевам дека со формирањето и со доволното екипирање и со влегувањето во системот на неформално образование и со можностите кои ќе ни бидат обезбедени да вршиме таква преквалификација и доквалификација, ќе имаме и поголеми средства. Да, добро, тие ве обвинуваат дека ја користите таа сметка за да ги сокриете трансферите, дека таа сметка не е основна сметка на Сојузот. Исклучиво наменска и исто така и таа беше предмет на анализа од надлежни органи, исто така беше потврдено дека нема никакви нерегуларности. Добро, да поразговараме малку за она што е основна намена на Сојузот на синдикати, една од основните намени, значи тоа е заштита на работничките права. Вас ве обвинуваат не само оваа група, како што вие ја нарекувате, туку и други јавни личности во текот на овие години од кога сте председател, дека малку правите за работничките права и дека најмногу правите за тие односи меѓу работнички и меѓу социјални да ги одржите во насока на поддршка на власт. Значи, вие некако тоа и го дополнивте, можеби, тој впечаток со подпишување на онаа декларација со ВМРДПМН пред изборите. Значи, во ек на изборите вие подпишавте декларација за соработка со партијата на власт. Значи, тезата дека Сојузот на синдикатите на Македонија не направил ништо, апсолутно не можем да ја прифатам. Сојузот на синдикатите на Македонија од 2010 година, од кога дојде ова раководство и беше избрано на Конгрес, на вистина направи историски резултати. Колку некому не му се допаѓа, тоа е негов проблем. Меѓутоа, од 2010 година па наваму, за прв пат во историјата на Република Македонија, беше донесен законот за минимална плата. Истиот беше надграден неколку пати со зголемување на минималната плата. Во моментот пред да биде донесен законот за минимална плата, некаде платите кои се исплаќаа, а каде што немаше лимит, ниту социјална економска сигурност за нивна исплата, негде околу 65.000 работници примаа плата од 4.500 денари до 5.500 денари. Значи, донесовме закон кој представува основа за одредена социјална економска сигурност и се надевам дека и во текот на нивниот период и понатаму ќе биде зголемувана минималната плата. Во текот на овој период беше донесен законот за мобинг. Исто така, еден од историските закони. Беа донесени измени на законот за безбедност и здравје при работа, каде што врз основа на прозападен тип на синдикалецот за прв пат во историјата во нашето законодавство му е овозможено да запре процес на работа, да направи контрола на работните места најмалку 2 пати годишно. Да, за тоа Македонија има најголема смртност на работница во Европа. Значи, ние настојувавме да обезбедиме можности со цел да испревенираме и да не се случуваат такви повреди. Значи, не може повеќе да се прави записник без присуство на председател на синдикат, не може да се подпишува изјава без да биде подпишана од страна на председател на синдикат и тој председател на синдикат исто од сега па натаму како на запад може да опрекинува процесот на производство. Го вративме назад регресот за годишен одмор. Во законот за работни односи имплементиравме над 19 директиви од Европска унија. За прв пат во историјата донесовме само за овие години ратификација на 8 нови темелни конвенции на Меѓународната организација на трудот, кои представуваат основа за дополнителна заштита на работничките. Добро, овие работи не се нови. Јас сакам да ве прашам. Ги донесовме, значи зборувавте вие што постигнавме, кажувам што постигнав. Значи, донесовме после толку години можност за зголемување на бенефицираниот стаж на рударите и решавање на тој проблем на рударите во подземен коп. Ги елиминиравме сите оние изјави кои претходно ги злоупотребуваа при подпишувањето и можноста за елиминирање на работниците. Донесовме измени во Законот за работни односи каде што ја елиминиравме дискриминацијата на посебна категорија на бремени жени,
и така натаму на родилки, што значи направивме огромен број на резултати. Она што е најважно, во услови на најтешка економска финансиска криза во Република Македонија немаше отпуштање на работници. Знаете што, во услови кога во другите држави се зголемен пензискиот стаж на 67 години, ние обезбедивме стажот да остане на ова Добро, граница. господин Митревски, најголем проблем во Македонија е што постојат закони, постои регулатива која е добра на хартија, но во пракса тоа не се почитува. Значи, одиме во реалноста, да се вратиме малку од сето тоа вие што се направиле, посебно за заштита при работа. Во 2015 во Македонија загинале 39 работници на работа, 109 месечини или така нешто беа тешко повредени. Значи Македонија има една од најголема смртност на работници процентуално во Европа. Не знам дали вие можеби велите дека ги гледате прилозите на 24 вести, особено во лето, кога почнуваат оние забрани за работа на жешко време кои ги издаваат надлежните институции или препораки, не се секогаш забрани. Како работат работниците? Без заштитна опрема, без недоволно заштитени, обезбедени, и тоа внимавајте на објекти кои се изведуваат по државна капа, значи на објекти кои се можеби од приватни компании, но кои се објекти од финансирани од буџетот. Значи тоа се повторува. Скоро имавме загинување на работник во катната гаража. Значи, точно тоа беше и причината што Сојузот на синдикатите на Македонија, за прв пат пак во историјата, значи направивме кампања за измени и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа. Сите овие аномалии кои ги утврдивте беа еден показател дека нешто во Република Македонија и од аспект на законската регулатива треба да се менува. Но од вашата кампања, значи работниците тие што загинале или тој што загина... Ако немате законска регулатива, ако не му овозможите на председателот на синдикат да биде активен учесник во делот на контролата, ако не обезбедите представникот за безбедност за здравје при работа, заедно со синдикалецот, активно да биде вклучен, ако немате законска основа, тоа не може да го прават. Но што му вреди на тоа, што му вреди на тоа на тој што загинал, господин? Значи ние направивме закони има, но не се почитуваат. Ние направивме основа, претходно немаше ни закони. Значи претходно немаше таков Добро, сега закон. е подобро, има закони, но не се почитуваат. И па точно заради тоа што има закони, што започна да се применува тој закон, ако ја видите статистиката, значи имаме намалување на смртноста на повредите. Јас би рекол дури една година веднаш после донесувањето на измените и дополнувањата на закон. Друга работа што беше направена и што ја работевме заедно со Македонското здружение за заштита при работа цела година. Значи имавме работа на терен во цела Република Македонија, во сите градови каде што бесплатно, значи пак преку проект, обезбедувавме обука со цел да се имплементира овој закон помеѓу нашите синдикати. А добро, нели некогаш мислевте дека можеби треба да направите друга форма на синдикално делување, например протест пред оние кои се надлежни, пред оние кои се одговорни, бидејќи работници гинат, а тие што гинат и нивните семејства немаат многу корист од вашите теоретски потези. Ако ги погледнете нашите извештаи во делот на протести и штрајкови, сигурно ќе најдете дека во предпријатијата имаме такви случаеви каде што е застанат процесот на производство, се додека не се обезбеди определена заштита при работа или одредена хигиено-техничка заштита или опрема за остварување на тој процес. Значи, председателот Митревски не е единствена фигура во Република Македонија кој може да прави протести и штрајкови. Впрочем, затоа Сојузот на синдикатите на Македонија е составен од 17 грански синдикати. Тие 17 грански синдикати, веќе сега се 13, започнуваат активности меѓу своите предпријатија и предпријатијата исто така се тие субјекти кои ги вршат тие активности. Значи, одговорноста е во врска со координирањето на активностите, во врска со она што го правиме поттикнување на измени и дополнување на закони, донесување на законска регулатива, која ќе му овозможи таа законска регулатива од сите наши овие синдикални членови и синдикалната инфраструктура која имаме да ја спроведува и да ги реализира нашите цели. Вие сте поминале во пракса во оние конфекции кои најчесто се прикажуваат на телевизија каде работничките или работниците работат во мизерни услови, сега во зима работат без грејење, работат прекувремено, па не им се исплаќа плата, па штрајкуваат. Веб страна може да забележите дека во лето посебно ги интензивираме тие напори, посебно со председателите
председателот на синдикатот на текстил, кожа и чевли, така да во рамките на таа агенда за посети секогаш и тоа точно во лето или во зима правиме обиколки таму каде што сметаме дека е потребно. Добро. Пак некакви теоретски Конкретни факти. делувања, но Конкретни факти со донесување работите се повторуваат, на нови да. закони. Добро. Еве, немаме уште многу време, еве уште еден податок. 43% од македонските работници земаат плата под 12.000 денари. 50% меѓу 12 и 25.000, а само 8% над 25.000. Значи, половина од граѓаните земаат под 200 евра плата. Каде е тука вашата борба за работнички стандард? Значи, Набројавте низа на конкретни Република мерки, но Македонија реалност е оваа. Република Македонија навистина е сочена со потребата од зголемување на минималната плата. И не случајно прва активност што ја правевме од 2010 понатаму беше потребата од зголемување на минималната плата. Кога зборувате за бројки, ќе зборуваме и јас со бројки. Значи негде 2005 година Република Македонија имаше околу 36% работници кои не примаа плата од 1 до 3 месеци. Моментално во Република Македонија од 1,3 до 1,6% не примаат плата работници. Што значи тие 30 и нешто посто ги имаме елиминирано и она што беше основна активност бевме фокусирани на задржување на работните места. Втората активност, спомнав, значи пред донесување на законот за минимална плата 65.000 работници примаа плата од 4.500 до 5.500. Минималната плата колку беше? Моментално Колку е значи сега минималната плата? елиминирани се тие дополнителни тешкотии кои ги имавме. Јас не зборувам дека минималната плата е висока, напротив, добро е што и политичките партии сите во својата агенда го ставија како едно од приоритетните прашања. Значи анимиравме и благодарение на синдикатот заедно со синдикалното движење успеавме значи да наметнеме еден притисок во делот на зголемување на тие плати. И она што е најважно во моментот на што работиме, и за жал тие колеги кои ова го прават треба да го имаат на ум, значи се случува во моментите кога Сојузот на синдикатите на Македонија прави нешто. Значи овие обиди за рушење на единството се случуваат во моментот кога водевме кампања претпријатијата да го добијат регресот за годишен одмор. Гледавте на телевизија, имавме чести и пресконференции и активности и на терен. Претходно, кога зборувавме за минималната плата, исто тоа се случуваше. Значи, станува еден сплет, треба да биде запозната јавноста дека станува збор за еден сплет на оркестрирани бизнис интереси и одредени други партиски интереси. Минималната плата во Македонија беше околу 8.000 денари, ми се чини, така? Значи, 8.500-600 колку е сега? Почнавме со 8.080 за да стигнеме до 10.800 и според она што го договараме, ќе стигне далеку и поде. Но она што е најважно, значи во моментот, наместо да се случува она што требаше да го правиме, ќе го направиме без оглед на тоа, ќе завршат овие активности и завршија со овие решенија, дефинитивно е потврдено и кој е председател и кој е легитимен представник на Сојузот на синдикатите на Македонија. Нашиот фокус е конформирање на еден стратешки документ во моментот, а тоа е протокол за социјален напредок во Република Македонија. Очекуваме во рамките на тој протокол за социјален напредок кој е во припрема и кој ќе го реализираме со овие 13 грански синдикати, во него има клучни барања кои ќе бидат доставени до новата влада на Република Македонија и кои ќе представуваат една наша платформа, бидејќи денес е многу вака атрактивно да се зборува за разноразни платформи и ние исто така поставуваме одредена платформа која ќе биде основа за обезбедување на еден поголем социјален напредок во Република Македонија и ќе побарате зголемување на минималната плата? Апсолутно. Значи една од првите агенди која значи прашањето за минимална плата бидејќи луѓето ги интересираат конкретни бројки, а не минимална плата не е желба и не е поврзано со желби, поврзано е со можности и прашањето за висината на минимална плата ќе го решаваме заедно и со владата, и со работодавачите, и Сојузот на синдикатите. Зошто вие како синдикат не побарате? Ние сакаме да биде 16.000 денари минималната плата, или 15 или 14. Зошто не побарате? Значи, тоа го зборувам. Значи, во рамките на тој протокол за социјален напредок, едно од приоритетните барања ќе биде утврдување на минимална плата која ќе биде во рамките
Не само на можностите на работодавачите, туку во рамките на потребите на работниците во Република Добро, Македонија. уште едно политичко прашање на крај. Вие не ги признававте одлуките на министерката Ременски. Доколку, бидејќи во тек е формирањето на идната влада, доколку идната влада биде формирана од незината партија, очекувате ли дека ќе останете председател на синдикатот? Значи, кој ќе остане председател или нема да остане председател не е прашање на министри. Значи, дали Ременска Но ќе се... очигледно е дека сегашните институции некако одат во ваша корист за Дали Ременска тоа. ќе ја искористи таа позиција или нема да искористи, не знам, но тоа не зависи од Ременска, туку зависи од членството и од Конгресот на Сојузот на синдикатите Така на велат и Македонија, другите. од 13-те грански синдикати, а не од 4-те оркестрирани председатели на грански синдикати. Господин Митревски, ви благодарам за гостувањето во 24. Благодарам и јас на поканата. Почитувани гледачи, ова беше гостување на господинот Живко Митревски од Сојузот на синдикати, а вие останете со програмата на 24 вести.